Последна најавена рубрика Добро вечер за во вечерашно издание на Без наслов, но со повод е разговорот со господин Ефтим Гашев, член на Македонското национално движење Бунт некаде во воените години, осуденик на 12 години затвор под следнава формулација. Се борел да се собори државното уредување на Федеративна Народна Република Југославија и се борел за отцепување на Федерална Македонија од Југославија, за да Македонија биде самостојна на чело со Ванчо Михајлов. Може би најлесната, но во исто време и најоптоварувачката на тема врз многу луѓе кои што во тој период завршуваа во затворите ширум Југославија. Мојот вечерашен гостин Ефтим Гашев по издржувањето на казната наоѓа сили во себе да се позанимава подоцна со економија, да се вработи и да се препознае себе си во сликарството, во карикатурата, во пишувањето афоризми, во изработувањето на скулптури. Исто така, Ефтим Гашев се занимава и со пишување на поезија. Вечерва благодарен гостин за добар разговор на една поприлично тешка тема, досега ретко отварана во еден подолг период. Господинот Ефтим Гашев е и член на одборот за одбележување на 100 годишнината на ВМРО. Добро вечер за вас, вечерва во Без наслов, но со повод. Добро вечер. Добро вечер до гледачите на македонската телевизија. Едновремено дозволите да се заблагодарам на македонската телевизија, што ми дава можност после 48 годишна изолација политичка да јавно пред аудиториумот прозборам за една табу тема, една контраверза, ВМРО од периодот од 45 година понавам. Дозволете да се тогаш представам и да почнам разговорот со неколку своји афоризми кои сум ги одбрал, сметам, за оваа пригода. И победениот има што да и каже на историјата. Сенките на обесените не паѓат врз джелатите, туку врз совеста на историјата. Не силувајте ја историјата, се може да се роди. Тешко на слободата, на која само затворникот и се радува. За да на полицијата коската не изастане в грло, таа претходно ја раздробува. На слободата сенката е решеткаста. За тие решетки, господине Гашев, вие гледавте 7 години од објавената пресуда која беше 12 години. Меѓутоа, одиме прво со ред. Ви сте член на Македонското национално движење Бунт. Прво објаснете го ова Бунт и Македонско национално движење.
Прилично малку знае нашиот аудиториум еве за тие такви легални кружоци. Каква врска има бунт и некаков илегален кружок? Точно да за ова национално движење бунт многу малку се знае. Но сепак тоа се спомнува во нашата пресуда. Морам да кажам да за време српската окупација некаде во 1938 година тука во Скопје Трајко Попов и Борислав Градишки, експонирани македонци, у кругот на своите сомисленици создават една мини организација наречена Македонско национално движење бунт. Самиот збор Македонско национално тоа многу зборува за суштината кога станува збор за македонската национална определба. Таа организација, да не глорифицирам, не представувала некоја класична партиска организација. Тоа бил еден актив, еден пропаганден национален актив кој ја ширил идејата за македонштината, за македонската националност, ширејќи идејата на првобитната единствената ВМРО за самостојна, обединета, демократска Македонија. Како што реков, не е било тоа класична хиерархиска организација, но како тој актив и пишани и непишани луѓе, знаени и незнаени, ја ширива таа идеја со единствена цел да се даде сопротива во асимилацијата која се вршеше врз македонскиот народ. Се користева разни селски свадби, разни панаѓури, селски слави, каде при одредени кружоци содржуваа состаноци. И во континуитет таа организација продолжува систото своја дејност и за време на бугарската окупација. Морам да кажам да контактите кои ги е имал Трајко Попов и Борислав Градишки и во тој период за време српска окупација, постоеле контакти и со многу познати македонски комунисти, затоа што тогаш борбата во тоа време првенствено не е била толку изразено класна, отколку и тие комунисти, ако ги спомнам да контактите кои ги имале овие наши двајца, едниот организатор, другиот идеолог, Борислав Градишки и Трајко Попов, разговарано е со Цветан Димов, со Коце Металец, со Боро Чушкар, со Орце Николов. Борислав едно време учел гимназија во Штип, па е разговарал и со Ванче Прке. Така да, тоа е еден ентусијазам кој е бил со единствена цел да се шири идејата за македонската национална индивидуалност и да се шири идејата за самостојна Македонија. Тоа е така во главно. А сега, ако веќе треба... Периодот на војната е период во кој вашето движење се дистанцира од комунистичкото движење. Зошто? Видите, ние у непишаната програма имавме основни постулати. Ние бешме за едно граѓанско општество, во смисла на една демократија. Нормално, таквото сваќање беше дистанцирано од комунистичкото гледање на светот. Ке ми простите, што 16 годишниот Ефтим Гашев во тие услови на Македонија знаеше за демократија, за самостојност? Од каде сите ти идеи кај еден 16 годишник? Јас сум вклучен во таа организација по пат на Борислав Градишки, кој ми е близок роднина, а идеолог во оваа организација. Тој ме прифаќа уште тамо некаде од првите денови на бугарската окупација. Под негова сугестија почнав да пишувам и поезија. Под негово влијание, се разбира позитивно, која и ден денес го ценам, ги примам и првите политички часови, првите сознанија за македонското прашање. Ми читаше негова поезија и поезија на негови исто така соидејници на македонски јазик, кој просто ме импресионирава, а и морам да кажам, фамилиарно, као скоро во секоја друга или скоро во секоја македонска куќа, македонската тема уште од турско е присутна. Така и во нашата куќа, мојот прадедо Доне Градишки, тој е познат учесник во Винничката афера, мојот дедо Јован Гашев за време српска окупација 19 година осуден на смрт
за идеите на ВМРО. Значи, тоа уште се подхрануваат децата со тие идеи кои ги обкружуваат. Така да, јас влегувам од таа организација и активно, колку може да се каже за тоа илегално време, ние, македонштината ни беше на преден план и нормално, по сугестија на моите постари, и така после се оформив, да комунистичката идеологија нам не ли биде при срце, сметајќи ја за една догматска идеологија. Така да, веќе јас почнав да растам со овие идеи и морам да кажам да веќе кога јас станав и на 18-19 години, дојде 44-45 година и ова ослободување на Македонија, каде ние во една длабока илегала, знаејќи да не можеме да се спротивставиме на ова една организирана држава, во една длабока илегала, не терористички како ни се импутира, него пак така тивко, плашливо, него дувавме за југословенското решавање на македонското прашање, мислејќи дека е тоа погрешно решено. Вие не учествувавте во народно-ослободителната борба, мислејќи дека тоа е далеко од вашите идеи? Не. Ја можам да кажам да тамо некаде во тек на развивот на настаните, така да ја септември месец влегнав во партизанска единица тука во Скопје, така да тоа не беше туѓо во основа, не беше туѓо оти, немаше друга опција за тоа време која би ќе се спротивставеше и не беше рационално. И нормално да НОБ, веќе да збориме 44 година, тој беше општо прифатлива една опција, оти друга немаше, иако сознанието беше да југословенското прашање, односно македонското прашање во границите на Федеративна Југославија не е автохтоното решавање на македонското прашање, ако имаме предвид да денеска имаме самостојна држава. Тогаш ако дострелот на македонската борба историска, ако е дострелот самостојна држава, која е денеска евидентно, тогаш попатните решенија не се врвните дострели на таа вековна историска борба. Затоа има компоненти на страна што идеолошки, да кажеме, комунизмот, човек може да има комунистичко убедување, што не е ништо лошо, секој треба да има свое определување и тоа треба да се почитува секое мислење. Али тоа беше ставено во конотација што комунистичкото движење во Македонија, оно преку својата политичка идеологија го решаваше македонското прашање, го решаваше на контекст на една федерација и тоа не вака јас се упуштам у таа тема која е прилично и обработена, прилично е таа аргументирана, али има тамо исто така доста недостатоци кои зборуваат индикативно за известни така индикации кои не може да се пофали целата таа, да кажеме, релација Македонија и Југославија. Па почнувајќи од, да кажеме, од првото заседание и второто заседание на Авној. Што е спорно? Спорно, па тоа историчарите ќе го кажат, али интересно е да на еден симпозиум тука во Скопје, кај што е упрашање НОБ, тука, можем да кажеме на жалост, еден српски историчар Слободан Нешовиќ држи говор за прво и второ заседание на Авној во Скопје и он изнесува факт кој може би на мнозина бил познат, али кој не беше така публикуван за да евентуално не се славата на водачот на југословенските народи да не му се помути. Имено да тоа стои конкретно и факсимилот од говорот на председателот Тито на првото заседание на Авној во Бихач, каде таксативно ги набројува народите во Југославија, Срби, Хрвати, Словенци, Црногорци, муслимани, македонците не ги спомнува. Кога овој истиот историчар Слободан Нешовиќ работи на таа проблематика и кога треба да се тоа публикува во некои едиции специјални и да идуе на оваа шупина, како што рековте, и бидејќи на таа комисија централна начело е Моша Пијаде, и се разоткрива дека маршал Тито македонците не ги спомнал. И тоа станува 53 година и кога оди Моша Пијаде и овој историчарот кај Тито, вика: друже Тито,
Šta je ovo, вика, вие не сте ги спомнали македонците на првото заседание на Авној. Кога он погледнува, дајте да ја то видим, и тогаш он со рака 1952 година со рака го допишува зборот Македонци. Јас се надевам дека тоа режијата ќе го покажа. Ние И само уште еден таа збор, книга само уште еден збор сакав да докажам, да дури тогаш во прогласот на првото заседание на Авној, дури тогаш тоа заседание Авној, на жалост, на македонските борци од тоа време, кои овдека дигнаа восстание, тогаш у резолуцијата и апелот вика: македонци, придружите нам се. Значи, ја тоа сватам дека тамо тоа централно раководство не ни знаело дека македонците веќе се придружени, они веќе восстанието го дигнава во името на таа концепција преку КПЈ и односно Покраинскиот комитет за Македонија. Така тој е вака еден индикатор кој не мора многу да зборува, али сепак он нешто зборува. Мислите дека македонската борба е злоупотребена? Па видите, ако сега човек поразговара и со тие борци кои се и повозрастни од мене, кои се активни борци, па мнозина ќе ви кажат: па ние се боревме за самостојна Македонија. Има голема вистина во тоа. Луѓето 41 година, ако зборуваме за тој период, бева инспирирани за една борба за Македонија, за ослободување на Македонија од фашистичкиот окупатор и конкретно од бугарската окупација. Тоа беше мотивот. Лично мислам. Кога на тој македонски народ кој востана 41 година, ако му се објаснуваше дека треба да востане за Југославија, за комунизмот и за Тито, прашање дали би востанал. Значи, патриотизмот е напреден план, се разбира после како тој се развиваше, и луѓето кои го раководева комунистското движење, односно ЈНОБ, они бева веќе предодредени со каузата југословенска, они беа веќе војници на партијата на Југославија и така ја спроведува програмата. Неретко од Северна Македонија се импутира дека токму Тито ја даде државата. Тоа е навреда, као што се вика дека Тито измисли македонската нација. Тоа е све навреда. Сите би се чувствувале навредени дека некој требал со декрет или да го чекаме како месие да ни даде држава и да ни даде нација. Тоа се злоупотребува од сите антимакедонски сили. Нажалост има и тука. Соседите првенствено, и едните и другите, трети, четврти, така натаму. Тоа навистина не е точно. Македонскиот народ крваво се е борел за својата слобода. Крваво. И малку индикативно, може би тоа вака под некоја импресија зборувам. Затоа зборам ја дека ова е табу тема која треба да се разоткрие во многу повеќе димензии. Историјата нормално викат дека ја пишуваат победниците. А јас викам во еден мој афоризам, викам, историјата ја пишуваат победниците, али викам, оставете малку место и на победените, за да кажат нешто. Ништо во нашата понова историја не се зборува, да кажеме, за периодот од 18 година до 41 година. Као тука ништо не се случувало. Таа српска окупација, која овдека во некои виши интереси се викаше бивша Југославија, тоа е класична окупација за македонците. По мислење на Ефтим Гашев. Нека биде и така. Али јас знам што значи окупација. Зашто да биде само на Ефтим Гашев? Окупација се знае што е, као што и бугарската окупација е окупација. Е окупација. И српската за македонците е окупација. Не само што не треба друг термин. Тоа е толку ноторно. Што работева овдека од 17.000 жандарми од српската окупација, односно тогашна цела Југославија, кралска, што работева тие 12.000 што бева само во Македонија? Тоа се ноторни работи, таа па има податоци кои уште не во тој виши интерес не се обелоденуваа. Па тука се луѓето прогонувани, тепани, утепувани, па мојот дедо осуден на смрт од 19 година, па од смрт затворот се парализира, па како парализиран е лежал окован, па кога го излегува затвор го фрлат српските жандари и ногата му го исечуваат и станува еден клошер. А такви трагедии имало во секоја втора куќа, како во турскиот прогон, така у српскиот, така и бугарскиот. Тоа не треба да биде само Ефтим Гашев што вика дека била српска окупација. Па што е било? Тогаш е било што? Јужна Србија, ако е наша опција,
За мене не е, а и за македонскиот народ не е. Господине Гашев, 45-та година е вашиот судски процес. Да. Веројатно по се што сега се случува, монтиран судски процес. Вие имате тогаш се на се 20 години, свршен гимназијалец. Во процесот една од битните анатеми покрај вашето име е она во врска со Ванчо Михајлов. Веројатно најтешката која што вие и до ден денеска се уште ја носите со себе, бидејќи правно таа не е симната со никаков акт. Поради тоа бевте осудени на 12 години затвор. Што рековте на одбраната во своја корист или во своја одбрана? Најголемиот срам на нашата борба е импутацијата името на Ванчо Михајлов. Ние, независно што пише во пресудата, познати се во светот сите судски процеси во тоталитарните режими, а да не збориме на овие овде простори. Тука, во таа констелација, морам малку пошироко да елаборирам, требаше македонската владеачка гарнитура 45-та година да се на некој начин додвори на Белград, да плати влезница зарад тоа братство и единство. Ако србите за време НОБ и по НОБ си ја ликвидираа својата контрареволуција во лицето на Дража Михајловиќ и неговите приврзаници, ако тоа во Хрватска се случи со усташите, у Словенија домобрани и така натаму, и во Македонија мораше да се создаде контрареволуција и контрареволуционери, да се измислат народни непријатели, да се осудат и да се каже, па и ние уништивме контрареволуција, ги уништивме ванчовистите кои сакава да ја турнат Југославија и да отцепат Македонија. Мислите дека во тој период немаше приврзаници на Ванчо Михајлов? Приврзаници на Ванчо Михајлов имало и денеска има. Нажалост. Но ние не бевме тие. Не само ние од нашиот процес. Ние тоа го рековме и на судот. Ние за цело време додека бевме во Идризово, дури жестоко се боревме со врховистите привржениците на Ванчо Михајлов. А тоа го правим и ден денеска. Од Ванчо Михајлов е агент на великобугарската опција. Ванчо Михајлов, ако ми дозволите, нема потреба ја да зборам, оти мнозина викат да јас, као да, бидејќи не представам некоја, кој знае каква политичка фигура, обично се вика Гашев има, као да имам ја нешто, као да се скарал со Ванчо Михајлов. Јас Ванчо Михајлов добро сум го проучил. И нема потреба јас да зборам за Ванчо Михајлов. Ванчо Михајлов зборува многу убаво преку својата книга, ова е негова книга, Македонија, Швајцарија на Балканите, што би јас рекол, тоа е неговата Мај Камф. И да не... Многу не ја сваќаат таа книга во на смисла на стандардот Швајцарија како дострел и стандард. Да, за да не јас не злоупотребувам овдека и време и аудиториумот, а сепак многу е важно при ова табу тема и да ја симнеме таја љага и тие плюканици што ги носиме 50 на години, морам да кажам. Реков и ќе повторам. Ние бевме против југословенското решавање на македонското прашање. Оти това не го реши онака како што македонскиот народ историски се борел за својата кауза преку идеите на првобитното, единственото, неповторливото ВМРО. Тоа е самостојна, обединета и демократска Македонија. Ванчо Михајлов, кој се поигрува со чувствата на македонците, со заблуди, со памфлети, изборува Македонија, Швајцарија на Балканот. Не мисли Ванчо Михајлов да ја направи Македонија, Швајцарија по стандард, по демократија, по убавина. Он има друга конотација која треба да се демистифицира. Еве само два цитата што зборува таа книга. На страна 24, цитат: во Македонија од старо време живеат следните 5 народности: грци, бугари, турци, албанци, власи.
Уште еден цитат од страна 27. Тоа е баш неговата конотација за Македонија, Швајцарија на Балканот. Цитат. Постоечките националности во Македонија се само делови од народите, кои што со векови го населуваат Балканот и имат со стотици години наваму сите своји национални држави. Во тој однос положбата е иста и со Швајцарија. Тука не постои одделна македонска нација, како што и таму не постои швајцарска нација во етнографска смисла на зборот. Оваа книга е печатена 50-та година, а дозволите ми да дадам уште еден цитат од писмото на Ванчо Михајлов од 90-та година пред својата смрт. Он пишува писмо ексклузивно до сите браќа и сестри во Пиринска Македонија. Само еден цитат, кој го негира неговата предходна теорија за Швајцарија на Балканот. Цитат. Она што за денешно време особено е важно и праведливо е следното. Повторувам, ова е речено 90-та година. Бугарија да се распостре до јужните и западните македонски области, кои што биле зацртани од пред 100 години како граници на предимно бугарското племе. Помеѓу тоа време и денешното би можело да се прифати барем следниот компромис. Една независна Македонија во сите нејзини граници, кои што самото местно население ќе ги определи. Македонска нација и јазик не постојат. Се разбира за Ванчо Михајлов и за Ванчо Михајловистите. Ние не сме тој. Пред малку рековте дека луѓе со вакви слични идеи имало, а ги препознавате и денес. Да. Па видите, следејќи ги овие и бурни настани, не треба повеќе да кој слуша радио Софија, разно душегрижништво на Бугарија, кое коинцидира со бугарското ВМРО на Димитар Гоцев, тоа точно толку јасно ги експонира идеите на Ванчо Михајлов, кои се идеи за Сан Стефанска Бугарија. Ако се кон тоа додаде филијалата на тоа врховистичко ВМРО, кое е трансформирано и постои во Америка под име МПО, Македонско патриотичка организација, и нивното гласило Македонска трибуна, ако има некој прилика тоа да го прочита, тоа е толку јасно да е тој таков еден континуитет. Да таа демагогија која, да кажеме, МПО сака да ја пласира овдека, дека они се залагаат за државност на Македонија, али тој господин Лебамов, председател на таа МПО, нема смелост да каже за каква Македонија се залагаат они, за кој народ се залагаат. Они се залагаат за бугарското малцинство во Македонија, апропо теоријата на Ванчо Михајлов, и во нивната конотација го потребува терминот хората в Македонија, населението в Македонија, жителите в Македонија. Тоа треба да бидат, тие маски треба да се симнат. Македонскиот народ, он делува дека е наивен, он не е наивен. Македонскиот народ го знае својот ген. Ако некогаш треба да се убедуваат кои се македонци, за наша среќа, денеска се раѓаат македонци со својот македонски национален идентитет. Господине Гашев, во затворот ги имавте контактите или подобро речено конфликтите токму со нив. Да, баш ми е во невозможни затворски услови. Баш ми е драго оваа емисија така, ќе ја злоупотребам, али и интенцијата на оваа емисија да почне се откриваат тие табу теми. Ние кога стасавме во затвор, ние во затворот ја сретнавме елитата на Ванчо Михајлов. Тоа беа луѓе со великобугарски врховистички идеи, кои бугарската окупација 1941 година ја доживеваа. Морам да споменам, вие во затвор за тогашната власт влегувате под истата на тема како соработници на Ванчо Михајлов. Соработниците на бугарскиот окупатор се соработници на бугарскиот окупатор. Ние сме еден вид востаници против југословенското
решавање на македонското прашање и против комунистичката диктатура на пролетаријатот. Преди малку реков, ние сме изфабрикувани со етикетите за да се амортизира нашата идеја која беше спонтана, кој беше еден бран. Не се разбравме, токму тоа го реков. Вие за тогашната власт во затвор влегувате како такви. Влегуваме како непријатели на Југославија за отцепување на самостојна Македонија, да биде самостојна Македонија, начело со Ванчо Михајлов. Све е точно, освен начело со Ванчо Михајлов, која е импутација. А тие што лежева во затвор за соработка со бугарскиот окупатор, тие бева за велика обединета Сан-Стефанска Бугарија. Така да тоа мора да биде чисто. И ние тамо кога се сретнавме, успоставивме фронт. Независно од нашите етикети, етикетата не е најважна. Важно беше нашиот концепт. Ние во затворот се судривме со таа врховистичка елита на Ванчо Михајлов. Конкретно сум имал можност да разговарам со првиот соработник на Ванчо Михајлов, Јордан Чкатров, познат во МПО како и основач, познат во хиерархијата на врховистичката ВМРО како задграничен представител која ширел великобугарската антимакедонска теорија из цел свет. Со него имав прилика да разговарам. И кога на едно прашање праша, момче, за какво сте в затвора? А јас запален. Викам, господин Чкатров, јас сум за самостојна обединета Македонија. Браво, момче, не се съмневам, че си добар българин. Господин Чкатров му одговори, ја не сум бугарин. И македонскиот народ не е бугарски. Се судривме, ми одржа некоја лекција, ја не бев многу способен историски да разговарам, ali на оваа тема нема потреба многу за историја да се разговара, ова е национално чувство. Чувството на човекот, тоа е историја. Се разбира од тие фалсификати, нека за тие теории нека разговарат историчарите, али не и историчарите и академиците да ми го определат македонското национално чувство. Тоа е мое. Оној најубавиот дел од младоста поминува во затвор, во невозможни услови, од централниот затвор во Скопје, Идризово, Галичица, дури и до Добој. Јас нешто пишувам и така темите ги крстам, така малку романтично, така сум романтичар. И викам темата за Добој, викам Добој, гробница на нашата младост. Господине Гашев, Добој сега исто така гробница на некои други младости. Како вие реагирате гледајќи ги сите тие слики од таму каде што кршевте камен и оставте својата младост? Ме возбудуват и како човек ме возбудуват за тоа што во своето политичка и човечка и мојата животна определба, ја не сум реваншист, не мразам, сакам диалог, али се борам за навистина и за демистификација на табу темите. За Добој морам да кажам неколку збора само. Кога реков дека е гробница на нашата младост, да речем на македонската младост. Од тука не товарива во воловски вагони околу 350 души. Добој, патување, да не зборувам, по 340 души во вагон. Буквално како добиток. Не истоварија во Добој за да кршиме камен, да биде иронијата поголема, да кршиме камен за автопатот братство единство. Значи, ние, робјето македонско, требаше да плаќаме цената на братство единство на југословенските народи. Кршевме камен и зимно време на минус 20 степени. Знаете што е 20 степени минус? Во Добој голи и боси, раскрвавени. Бидејќи денот беше мал зимно време, работевме под рефлектори до 12 часот навечер. Оти нормата ни беше 80 вагони дневно, моравме да ги товариме, али драга моја Оливера, камењата бели беа крвјосани од нашите раце. Крв, тој Добој, тамо тој Добој, вистина е гробница, не тепава секој ден. На излегувањето од логорот стоева джандарите од лево и десно, тоа беше македонска милиција. Без причина не тепава со стапови. Тука дури командантот на логорот Челични, утепанен затворник, за да ни влее страв. А за недисциплинираните поднаводници, тортури, карцери, кој беше земјанка за чување некои продукти на некои сезонски работници,
у вода, тамо ги минувавме зимските ноќи, а уште по екстремните ги врзуваа за бандера и осамнуваа со една педа снег на главата. Како ви тоа изгледа, например? Вие сте млад човек. Не може да се това доближи за тоа што, ако ќе поставите прашање зошто, а и покрај това, свесни за грозоморието, ние реков, ние имаме само еден живот и еден идеал. Покрај тоа што го рековте, може би прашањето ќе изгледа помалку непријатно, но од 12 години затворска казна, Да. вашата се симнува на 7 години издржување. Да. Ефтим Гашев се предомисли, рече нешто, побара помилување, или? Па видите, Ефтим Гашев, не го потенцирам, и 99% од овој ков што бевме неустрашиви, бевме фанатици. Не подпишувавме молби за милост. Макар да законски имаме право да пишуваме молби за помилување на одреден период, или тоа го правеат домашните. Кога мојата мајка, сопатничка моја, героиња за мене, нормално како мајка пиша молба за моето помилување. И за таа молба требаше македонската власт, народна, да даде мислење. Еве го мислењето на македонската власт за профилот на Ефтим Гашев. Тога се викав реферати и мислењата одеше во Белград, и молбите за помилување одева тамо требаше да ни се даде милост. Така да македонската овде влада, да не кажам, беше марионетска во известни третмани. Реферат составен во Окружниот суд Скопје на ден 31.47 по молба за помилување на осудениот Ефтим Гашев, осуден пресуда таа и таа. Ефтим Благоев Гашев, по мајка Магдалена и така натаму, во затвор од 23. мај 45 година. Еве го цитатот оригинал. Ова сум го препишал, имав можност да препишам нешто, иако многу не ми се даде право да од архивот да го најдам своето досие, али од 400 страници ми дадоа само неколку страници. Вака вика, цитатот. За време на издржувањето на казната му во казнено-поправителниот дом не е имал добро владение. Казната не делувала за поправна мерка, ниту пак имала изгледи за поправување. Удружен со другите реакционерни елементи, критикуе го денешното уредување на ФНРЈ, величи ги профашистичките елементи и нивниот поредок. Не се кае за учинетото дело, према органите на управата на заводот се држи цинички и со омаловажување. Многу пати е казнен, дисциплински и това не утича на него. Крајно е штетен за денешното друштвено уредење. Молбата за помилување поднесено за осуденикот Гашев, мајка му Магдалена. Окружен суд, датата е таа, судија Васка Циривири, СР. Нормално, ретки се тие затворници кои издржале целата казна, за тоа што мора да се признае да од 45 година до 52 година кога се пушти, дојдова известни и политички осцилации во Југославија. Југославија де јуре се откажа од источниот блок, мораше да се прикажува дека е демократска земја, дека е за самоуправување, мораше да добија некои кредити и она у тие осцилации почнала веќе да попуштат тие железните обрачи, да попуштат и не у буквална смисла. Тие терава, да не кажам до кога, али сепак ми намалива од 12 на 7. Имаше, да кажем, и амнестија кога се пуштива по 200-300 души. Тука имаше исто така и ВМРО-вци. Но треба да се каже, од провениенцијата на овие ВМРО-вци, така наречени млади, со идеите на централистичко ВМРО. Повторувам. Прашање, и можеме неколку души да изброиме, кои беа денунцијанти, иако животот беше изврно тежок, и тие денунцијанти тоа не го правеа од ќеив, него мнозина не можева да издржат, кај нас беше фанатизмот многу голем. И затоа, тоа е многу друга тема да се објаснува животот во затворот, денунцијанството, али морам да кажам да спротивставената врховистичката таа сила, така наречена, што беше во Идризово, против која ние жестоко се спротивставувавме. Се боревме
за секоја затворничка македонска душа да не потпадне под влијание на врховизмот, оти врховистите, онија кои спадна во сцена, политичката сцена како соработници на бугарскиот окупатор, жилаво се бореа во својата пропаганда да забудат, па макар и некој криминалец од македонско потекло. Ние тука ги кршевме копијата и мислам дека ние таму победивме зад затворските зидини. Али тоа го плаќавме скапо, за тоа што ние бевме жестоко прогонувани, затоа што наши другари беа фрлани од четврти кат. Морам да спомнам, прекрасниот Глигор Чурев од Кавадарци, ученик од Скопска гимназија, осуден за ваквото ВМРО. Тоа светлото наше, он беше фрлен од четврти кат. Зошто? Тука е таа табу темата. Зошто не убивава? Господине Гашев, тоа е веројатно многу долга приказна и ќе се отворат веројатно и многу трибини, многу разговори, па ќе се соочат веројатно многумина кои имаат што да си кажат. Би сакала да ве прашам, денот на слободата. Ефтим Гашев во истата таа Титова Југославија со нови сили да се пронајде себе си во нешто што се вика економија, па да се вработи, па да оснива семејство, да има свој живот. Па морам да признам, јас излеков од затвор, чукав по брати, за работа, молев за работа, 52 година кој излезев од затвор, морам да кажам, за тоа време бев писмен човек. Свршен на Туран 44 година и по мали предпријатија, тогаш предпријатијата беа релативно мали, Скопје мало, така да најдов работа со своето трудолюбие. А морам да кажам, со својата самоизолација. Ја нишам главата вака, можам да ви кажам да со години во нашата или во мојата куќа луѓе не влегуваат. Оти сум само изолирал, знаејќи дека ме вребат од сите страни, за да на гостинот не му наштетам, а и себе. Сум се гледал работата, сум бил коректен, морам да кажам. Не сум саботирал во оваа Југославија, што некој ќе каже сум ја мразел Југославија. Јас поштено сум работел и поштено сум си го заработил парчето леп и сум хранел својата фамилија и сум бил коректен и лојален граѓанин на оваа држава. Го очекувате тој ден или оваа година во која државата ја слави 100 годишнината на ВМРО. Од вашиот говор на тој одбор, нешто што како интересно го извадив и што оди како наслов на оваа рубрика, Давид и Голијат, но од една друга приказна. Господине Гашев, вие во еден впечатлив говор или обраќање до одборот, велите за жал, треба да седите заедно за да се договорите како да ја славите 100 годишнината на ВМРО. Од што сте резигнирани? Реков да не бидам препотентен, во мојата животна и политичка пределба нема реваншизам, нема омраза, нема гнев. Сум за диалог. Сакам да ги прашам тие луѓе, па да кажам, може повторам неколку пати, зошто не прогонувавте? Ако денес имаме самостојна Македонија, ако претходно реков дека постојат две основни опции, пројугословенска и македонска, ние денес имаме македонска самостојна држава. Ако сум ја припадник, аз сум припадник на оваа опција. Јас немам ништо против, јас сум почестен што сум во овој одбор. И на вистина место ми е, не само мене, на сите други, јас може сум случајно и не знам кој ме ни препорачал. Али сум сепак задоволен. Али моето задоволство се поматува кога на вистина се прашувам да не сум залутал јас. Јас го гледам тука на истата маса, кога реков Давид и Голијат. Јас го гледам обвинител со кого сме имале дуели 45-та година, кога се формираше обвинението против Ефтим Гашев и нашата група Бунт, во кој се стрелани, извршени 2 смртни казни. Стреляне нашиот лидер Трајко Попов, кој со кренати раце излезе на губилиште. И за мене од обвинителството се врши притисок како најмлад во групата да бидам денунцијатор и да бидам провокатор на судењето, за да ми се прости, под наводници, и да ме пуштат. Јас таква слобода не сакав. Али тоа жестоко врз мене ми се освети, али не жалам и за тоа.
И сега, ја не сум, што се вика, лют на обвинител, дали да го менувам, да не уменувам, тоа не е најважно тоа, и релевантно е да кажеме името, али фактот е тој да седи тука еден обвинет, осуден, и тука истата маса. Значи, или каузата за самостојна Македонија е вистинската кауза на македонскиот народ, Не сте од истата приказна, веројатно. или се збунуваат луѓето, и може и вие ќе се збуните сега, кој е кој овдека, кој сме и што сме. Добро, јас не барав таму одговор, али морав да кажам дека моето чувство се поматува. Као што се помати моето чувство и со уште така еден друг член во тој одбор, кој е член и активист на МПО. МПО, сите што вака и малку, и со најмала политичка култура, знаат дека МПО и ден денеска се залага за непризнавањето на македонската национална индивидуалност. И тогаш исто така се поставам јас со една дилема. Јас сум сигурно залутал, или некој меѓу нас е залутал. Али било како било, ја најдов начин да ако се слави 100 годишнина од ВМРО, кој ја го чувствувам само како тоа што го реков единствено, неповторливо и општо народно. Тоа е собственост на македонскиот народ. Тоа е душата на македонскиот народ, независно од личните политички определби на луѓето. Секој има право да има своја политичка определба. Али јас го реков да злоупотребам оваа македонска телевизија, али сепак кога го носи македонско името македонско, да кажам дека овој јубилеј ќе биде празен, ќе биде тажен, ако не дадат сили гарнитурите кои владеат со оваа држава, независно од кој политички ешелон се, ако го поминат фактот да барем во овој јубилеј да се рехабилитират. Тоа е ваша идеја соопштена на одборот? Но ја соопштив, што мислам дека би ја соопштили секој добронамерен граѓанин. Дека во суштина вие правно, бидејќи не постои акт кој ја поништува правосилноста на оној претходниот, сте непријател на некаква држава. Точно, сега кога би побарал уверение за судимост, на моја голема жалост и тага, ќе ми дадат уверение дека сум ја суден како народен непријател на оваа држава. Тоа е срамота. Тоа е срамота и за мене, и за македонската нација, и за Македонија, луѓето кои животите ги дава. Али таа импутација некој уште не може да се откачи од нив. И уште се многу луѓе убедени, може и за оваа вечер викат дека овој Гашев е демагог. Не. Демагоги се тие кои го менуваат своето јато. Ние влегнавме во животот за самостојна Македонија и за македонската нација. И така ден по ден се намалува нашиот ешелон. Господине Гашев, неколку пати во овој наш разговор споменувате тоа е една ВМРО, таа единствената, неповторливата и таа му припаѓа на македонскиот народ. Да. Го лутат ли Евтим Гашев додавките, префиксите на новокомпонираните ВМРО? Видите, дневно политички не сакам да се произнесувам, за тоа што има луѓе многу поквалификовани од мене политички, али кога го спомнувате прашањето за ВМРО, јас бев многу јасен, дециден. Јас почитувам секоја демократска партија, почитувам секоја македонска партија, али прашањето ВМРО, бидејќи реков, го сметам како собствено за целиот македонски народ, и нека тоа ВМРО го ставиме на еден пиедестал и да еднаш година му се поклонат сите македонци кои се македонци, независно од нивното политичко убедување. А партиите нека си прават програми убави, нека се надахнуваат од идеите на ВМРО. Јас сум за тоа. Да се надахнуваат. И ние у нашето тоа македонско национално движење не го крстивме ВМРО. Го крстивме така за да не го поматиме онова вистинското единственото кое треба да зрачи, али тој зрачи тоа ВМРО и ние ги земавме неговите идеи, неговиот идеал, и тој е идеал кој треба да биде присутен и на ова, не треба, што се вика дури и во духот на сите, што се вика добронамерни партии,
оти ВМРО, кој викам оно правобитното, оно благородното, тоа не е шовинистичко, тоа не е фашистичко, настрана злоупотребите, настрана узурпациите на името и тој континуитет врховистички. За него не зборувам за тоа. Зборувам за онова неповторливото. Македонија денес тоа што е. Дали за вас, господине Гашев, сонот станува јавен? Она за што лежевте во затвор? Како да не? Се разбира, не сосема. Има уште компоненти кои треба да го заокружат суверенитетот на самостојна Македонија. За програмите ВМРО-ски за Обединета Македонија, тоа е тежок проблем. Тоа е проблем, на жалост, како реков, тежок, но оваа Република Македонија, таа прво треба да биде суверена со сите своји атрибути, да биде таа и дефинирана во општеството. Знаеме дека освен де јуре ние како држава постоиме, али де факто, односно и де јуре, ние се уште нашето име не е Република Македонија. Ние можеме да збориме дека сме ние Република Македонија, али се води крвава битка да ние во светот, во Обединетите нации, да се развие македонското знаме на Република Македонија. Тоа ќе биде тешка, крвава. Тогаш кога ќе се оствари тој идеал, тогаш и за Ефтим Гашев како еден граѓанин, и верувам дека за сиот македонски народ тогаш ќе биде тоа вистинското. Велат, ништо не се добива уште на првата станица, се има некој свој подолг пат. Точно, ова е патот. Ова е патот, али и во патот треба да се оди гордо, достоинствено. Падни стани може, али никако на коленици. Ова тема... Само уште еден збор, Да. се извинувам. И пак ќе кажам во еден афоризам, викам, многу ми се бендисува и го ценам народот, кога ќе каже макар едно мало не, отколку некое прозаично да. Од тоа не, кој ќе каже народ, тоа има голема тежина. Со ова не вршам некоја обструкција, но треба своето национално достоинство, како ќе го заштитиме во таа борба, ако некогаш кога треба и ќе кажеме не. За тоа што има теми со кои може да се пазари, али има теми, нема пазар. Господине Гашев, една ваква тема, еден ваков разговор сигурно не може да ги отвори, да ги затвори сите дилеми. Оно што вие го говорите, оно што е ваше лично искуство, веројатно не ќе биде само предмет на поводни поканувања во некои години на славје. Се надевам дека вашето искуство и вашите размислувања и на многу други сигурно ќе влезат во пишувањето на некоја нова историја на македонската држава. Јас ви благодарам за учеството на разговорот, доколку вие имате уште нешто за крај, повелете. Ја за крај еден афоризам. Доста умирање за Македонија. За Македонија мора да се живее. Ви благодарам и вам. Ова е крајот на Без наслов носоповод во ова петочно издание. Се гледаме за една недела.